Здраво. Првата публика ми беа моите дома, моите родители, брат ми, така да некако мислам дека првото ослободување ми беше пред нив. А ако веќе збориме за професионален настап, тоа беше Мелфест 2003. Еден од оние кавер фестивали каде што требаше да испееме некоја позната светска песна. Сеќавам дека тогаш ќе пеев Hero од Enrique Iglesias. Нешто посебно, нешто најубаво, заради тоа што таму се чувствувам свој на своето. Најубаво ми е кога сум на сцени, кога гледам дека публиката која што е околу мене добро се забавува. Не би можел да извадам ниту еден, само заради тоа што ова се фестивали на кои што сите имам настапувано. На Макфест имам до сега 2 пати. Првиот пат беше 2005 со мојата прва кантавторска песна Имам се. Настапив и 2008 со Пријател, песна на Дојчин и на Весна Маринова. На Охридфест го сметам за мој одскок во кариерата, заради тоа што настапив со Губам од себе, мојата втора кантавторска песна, текстот го напишавме заедно со Билјана. И освен второ место, тука некој тргна се. Би рекол дека многу влијателни луѓе на македонската сцена ме приметија и смета дека можам да постигнам многу повеќе и дури ден денеска вложуваат во мене. Тука некако и започнав соработката со Масевски. Првиот сингл се појавивме токму на Скопје Фест 2009 со Сила на љубовта. Не се појавив повторно како автор. Не е дека не креирам се уште нови песни, сето тоа се случува во моето домашно студио, меѓутоа од Охрид 2008 мојата соработка со Александар Масевски токму тогаш започна и некако се обидовме да направиме албум кој што ќе биде авторска целина на Александар Масевски. Во при крај сме со целиот тој проект и се радам дека многу наскоро публиката ќе може да очекува и песни од мене. Имаше друго, меѓутоа нема да ви откривам се. Битно се поминав навистина убаво. Убаво беше искуството да се представува Македонија надвор од границите. И освоеното второ место беше само еден плюс за мене, а се случувања таму ќе ви ги кажам. Идејата беше моја. Сполно го работевме со Бојан Стилковски, меѓутоа како сценарист, можеби бев јас, заради тоа што и самата песна носи таква некоја тематика каде што јас ја изневерувам мојата девојка со друга и ја препуштам во рацете на друг. Решивме да направиме малку интересна приказна со тоа што во спотот се појавуваат близначки. Претпоставам дека за многу мина тоа беше као нека се контраверзно, заради тоа што не се појавуваат близначки, па едната ја варам со другата. Меѓутоа мислам дека помогна тоа за многу поголема гледаност на самото видео. Претпоставам многу, заради тоа што некако наназад гледајќи со сите песни кои што ги имам до сега направено, стварно сакам некако да живеа најголем успех и слободно би можел да кажам дека тоа е мојот најголем хит, заради тоа што каде да одам, она по кој што ме претпознаваат се токму тој рефрен, да те сакам, да те имам, да те чувам. Не знам колку е контраверзна врската со Маја, заради тоа што ние комуницираме навистина добро, нашата соработка започна со тоа што имаме заеднички соработник Александар Масевски. Зависи за кого како е контраверзна. Хемија се случи пред се заради тоа што, би рекол на некој начин, новинарите или таблоидните новинари го бараат тоа. Многу пати не спојува, можеби заради тоа што заедно се имаме појавено на многу настани и некако беше интересна нашата конекција. Решивме дека правиот одговор дали сме или не сме врски или што има и како има меѓу нас, дека најbolje ќе го кажеме тоа преку песна, така да хемија е правиот одговор за тоа. Моментално сум, да се изразам соло. Имав соработка со две продукции. Соработав прво со Масевски и Музик, понатаму со Горила. Додека бевме заедно, работите теча онака како што теча. Сметав дека понатаму дека треба да продолжам сам или се уште сум во потрага по правиот тим. За сега имам луѓе кои што ми се пријатели, кои што ми помагаат за тоа да го признесам онака како што треба, заради тоа што во шоу-бизнисот не се може сам. Треба луѓе, треба тим кој што ќе ми помогне многу подобро да се изнесам и најбитно е мојата работа пењето да сум само на мене. Јас сум Даниел Дан и верувам во себе. Верувајте и вие во себе и гледајте Believe.